Почитуван председател на комисията, почитуван заменик министър, почитувани колеги пратеници, почитувани представници на медиумите. Јас би сакал да дадам едно свое видување на овој предлог буџет, инаку нема да говорам за макроекономските показатели. Сметам дека членовите на комисијата веќе доста говореа за овие показатели и само можам да констатирам дека со ова проектирана стапка на раст на бруто домашниот производ, стапката на инфлација и другите макроекономски показатели кои се проектирани за 2015 година, можам да констатирам дека вака проектираниот буџет ќе обезбеди ефикасно управување со јавните финансии, фискална стабилност и фискална одржливост, што и во минатите години е факт и не остава простор за сомневање. Она што јас сакам да го потенцирам и оној дел од буџетот за кој што јас сакам да говорам е всушност развојот на руралните средини и земјоделството и секако подобрување на условите за живот во руралните средини. Руралните средини се средини за кои што јас лично сметам дека во нив е македонската иднина, дека развојот на македонското општество ќе зависи од руралните средини, имајќи во предвид дека земјоделството е трет сектор во македонската економија, треба да се посвети што поголемо внимание на подобрување на условите за живот на оние граѓани кои што живеат во руралните средини. И како што кажав, тие се едината на македонското општество, можеби за некој тоа звучи смешно, меѓутоа јас не би сакал како држава да ја повториме грешката од претходниот систем, кога градовите беа урбанизирани, направени со канализации, со водоводи и така натаму, а селата беа запоставени, особено ридско-планинските подрјачја, таму не беше однесено ниту вода, ниту струја, и тоа придонесе голем дел од граѓаните кои живеат во тие средини да ги напуштат своите живеалишта. Со тоа сточниот фонд беше, речиси, уништен и да заминат да живеат во градовите, да работат во фабрики, да живеат во згради и така натаму, да го сменат апсолутно својот начин на живот. А тоа придонесе пак понатаму во време на транзицијата таа пренатрупаност во градовите и превработеност во тогашниот, како викавме, самоуправувачки систем на фирмите, на компаниите да дојде до голем број на отпуштања. Ова што сакам да го кажам се апсолутно конкретни мерки и ме радува што владата на Република Македонија многу вложува во земјоделството. Ова година се одвоени 140 милиони евра за субвенции, само за субвенции, а во програмата за рурален развој има 1 мал милион на проекти кои што можат градоначалниците да ги искористат, да аплицираат кога ќе излезе програмата, да ги натерат своите служби да ги направат проектите и навремено да потпишат договор со агенцијата како би можеле да ги искористат овие проекти, односно овие проекции на програмата за рурален развој, која што, како што кажав, има 1 мал милион на проекти кои што може да го подобрат животот во руралните средини. Јас, како што кажав, за да го потврдам ова моје тврдење, дека еве конечно и во Република Македонија, од кога ова влада и ова гарнитура ја води државата, дека се вложува во руралните средини, би одел со конкретни проекти. Некои од овие проекти или се во реализација, или ќе се реализираат 2015 година. Јас ќе говорам за регионот од кој што јас доаѓам, за општините Ново село, Босилово, Василево и Струмица, и ќе кажам дека има и тука голем број на проекти. Например, како што е изградба на водовод во Старо Коњарево, овој проект е во напредна фаза. Се надевам дека 2015 година ќе биде завршен и граѓаните на Старо Коњарево ќе може да пијат здрава вода и ќе имаат одржлив
водоводен систем. Изградба на канализација во Ново Коњарево, исто така и овој проект е при крај и треба да финишира со тоа што граѓаните на Ново Коњарево ќе добијат комплетен канализационен систем. Реконструкција на водовод во Сушица, тоа е некаде околу 20 милиони денари. Проектот е готов, градоначалникот кога ќе излезе огласот ќе треба да аплицира и средствата се обезбедени од страна на владата на Република Македонија. Значи, во Сушица ќе се вадат азбестните цевки и ќе се реконструира комплетно водоводната мрежа. Потоа ќе има изградба на нов зафат за водопадот до таложникот во Колешино, тоа е исто така барање на граѓаните на Колешино за подобрување на водата за пиење. Предвидено е реконструкција на водовод во Дражево, реконструкција на водовод во Борисово, изнаоѓање на метод за зафат на вода од планината Огражден за потребите на општинскиот центар Ново село, асфалтирање на улици низ целата општина во поголем број на села, сега не би одзевал време за конкретни, да речем, улици. Изградба на парк во Ново село, ова е речиси при крај, има уште одредени позиции да се направат и средствата исто така се обезбедени од програмата за рурален развој. Уредување на мокрински извори, и овој проект е во напредна фаза. Изградба на локален пат Бориево едно Куќево, изградба на мостот кај Радово, почнување изградба на локален пат Радово Босилово, мислам дека некаде март оваа работа ќе треба да се отпочне. Реконструкција на водовод во Дрвош, плоштад и шеталиште во Иловица, изградба на фекална канализација во Пеперево и Ангелци, тоа е веќе отпочнато, се почна 2013 година во Ангелци и наредната година треба да се финишират овие два канализациони системи. Понатаму ќе има целосно граѓање на улица во Дукатено и изградба на мост на Новомалска река, односно помеѓу Дукатино и Нова Мала. Ќе има изградба и на локалниот пат Сачево Тирс Свидовица, тоа е дел од општина Струмица, кога ќе се заврши проширувањето на патот од Сачево до М6, ќе отпочне со изградба овој локален пат, кој што се разбира ќе го поврзе селото со индустријската зона. Изградба на улици во Пеперево и Добрашинци, изградба на локален пат од водопадот до селото Габрово. Понатаму има и голем број на други проекти, како изградба на двојно тениско игралиште во Ангелци, такво едно е при крај во Ново село, таму треба уште рефлектори да се постават и многу брзо да се пушти во употреба. Како што кажав, јас упатувам апел до градоначалниците од Струмичкиот регион и не само од Струмичкиот регион, од целата држава, бидејќи ова има и голем број на други проекти, како например во општина Пехчево, водовод во Панчарево, понатаму Чешиново Облешево, фекална канализација во Кучичино, во Гевгелија локален пат помеѓу двете села Негорци и Серменин, понатаму во Кичево и така натаму, значи практично во цела држава. И треба сега, што треба да направат локалните самоуправи, да ги ангажираат своите служби, да ги припремат документациите и да се фатат за работа, за да може кога ќе излезе огласот да аплицираат и да ги добијат овие средства. Она што сакам да го кажам за земјоделството и развојот на земјоделството. Во Република Македонија се посветува многу внимание на земјоделието од страна на новаа влада и јасно е дека ние мора да најдеме начин да го зголемиме производството. Иако тоа е значително проблем, да е зголемено ако ги погледнеме параметрите, односно резултатите. Например, 2006 имаме некаде околу 2 милиона, односно имаме околу 240 милиони извоз на земјоделски производи, сега минатата година беше некаде околу пола милиарда и тоа повеќе од 110% раст
на извозот на земеделски производи. Меѓутоа, од друга страна, ако погледнеме увозот на храна, ќе видиме дека исто и тој увоз расте и треба сега да видиме каде може да помогнеме да се зголеми нашиот извоз и на земеделски производи, меѓутоа и на храна. Треба да се најде начин одредени подрачни единици да се екипираат, например подрачната во Струмица, за која што сметам дека апсолутно треба веднаш да се најде начин, средства да се екипира, затоа што сите овие, би рекол, понуди нема да може да бидат прифатени од земјоделците ако нема кој да ги услужи и мислам дека тоа треба веднаш да се најде начин да се реши, со што ќе успеат голем број на граѓани да си ги остварат своите права кои што ги дава практично владата на Република Македонија. Вкупниот буџет на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство изнесува некаде околу 899 милиони 351 илјади денари, што е речиси двојно повеќе од минатата година, а сродните органи имаат исто така значително голем буџет за разлика од минатата година, како например Агенција за поттикнување развојот на земјоделството Битола, која што има вкупен буџет од 71 милион и 234 илјади денари. Управата за хидрометеоролошки работи има вкупен буџет од 101 милион и 80 илјади денари. Вкупниот буџет на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој изнесува, пазете, 8,5 милиарди денари, што е, би рекол, една огромна цифра која што обезбедува огромен број на проекти, дел од нив претходно и прочитав. Буџетот на Агенцијата за храна и вкупниот буџет, односно на Агенцијата за храна и ветеринарство изнесува 408 милиони денари. Државниот инспекторат за шумарство и ловство ова година има вкупен буџет од 115 милиони и 920 илјади денари. Државниот инспекторат за земјоделство има буџет од 18 милиони и 438 илјади денари. Она што мене лично ме радува и што би сакал да го напоменам во оваа ситуација е тоа што владата прави еден пресек на состојбите во македонското водостопанство. Односно, оваа година некаде скоро 1,5 милиарда денари ќе се вложат во обновување на македонските канали, правење на нови брани, нови хидросистеми, што е за мене апсолутно многу значајно, со што ќе се, би рекол, намали цената на чинење на самите земјоделски производи, а ќе се зголеми приходот кој пак нели треба да створи екстра профит. Јас нема да ги кажам сега еден по еден проектите, бидејќи вчера поранешниот министер, сегашен наш колега пратеник, Љупчо Димовски, кажа најголем дел од нив. Јас би му се заблагодарил лично, бидејќи знам колку тој се вложи заедно со Зоран Коњановски за овие проекти. И би спомнал само тие кои што тој не ги спомна, како што е, например, водостопанството Јужен Вардар, водостопанство Прилепско поле, водостопанство Скопско поле, а посебно би сакал да ги истегнам хидросистемите кои ќе бидат изградени во Струмичкиот регион, како што се мала акумулација за наводнување, односно брана за мала акумулација за наводнување Костурино и Маркова река. За Маркова река лично знам дека огромен свој допринос покрај тогашниот министер и заменик министер даде и Зоран Ставревски, за што граѓаните од Куклиш му се доста благодарни. Почитувани колеги, значи она што треба да се каже е добро што една влада во континуитет вложува во руралните средини. Јасно е дека треба граѓаните да се задржат, да не одат во градовите, бидејќи од една страна се напуштаат селата, од друга страна градовите стануваат, би рекол, пренатрупани со ново печени граѓани. Дали овој буџет има развојна компонента? Апсолутно има.
тоа веќе не е спорно. И она што мене лично ме радува е кога секоја саба или кога доаѓам на работа, ја гледам Македонија претворена во едно огромно градилиште. Ако до вчера, така да кажам, до пред 2 години, од Радовиш до Струмица возевме по коцка, сега не само што тој пат е еден од најмодерните во нашата земја, гледам дека конечно некој во Источна Македонија после голем број на години, фактички од ослободувањето таму до денес, не се вложуваше во таква патна инфраструктура како што ние можам да кажем дека им љубоморевме на граѓаните од западниот дел на државата. Сега се гради автопат од Скопје до Штип, а истовремено и се гради брз пат од Велес до Кадрифаково, така што тоа е вака за поздравување и лично кај мене дава едно големо задоволство што припаѓам на една партија која што вложува во делот за кој што ја сметам дека е срцето на Македонија, односно на нашата земја. Јас би истакнал уште еден момент кој што вчера го кажа Ставрески, за кој што немав информации, меѓутоа во неговото експозе беше спомнато, тоа е обезбедување 310 милиони евра за изградба на 20 регионални патишта. Значи тоа ќе бидат патишта кои се влезени кои имаат статус регионални и се надевам дека тоа ќе обезбеди подобро функционирање на самите региони. Се разбира дека има уште многу што да се каже кога е буџетот во прашање, тоа е една огромна тема, но еве јас како што кажав нема да ја ширам, туку ќе зборувам за регионите и за руралниот развој. Мислам дека доволно кажав и би оставил простор на останатите колеги. Благодарам.